Археолошките истражувања од страна на Националната установа Завод и музеј Штип на објектот познат како Црква Свети Илија, односно Хусамедин Пашина џамија, кој постои од 16 век, го решија вековниот спор. Сите наоди со кои располагаат археолозите го побиваат фактот дека џамијата е изградена на темели на црква, дознаваме од директорот на музејот Митко Штериов, кој додава дека сепак е донесена одлука, односно Соломонско решение. Ние како институција добивме проект каде што вршивме археолошки истражувања во самиот објект и внатре и надвор, и на крајот се установи дека по сите наоди кои што ги имавме дека нема темели на постар објект во овој дел каде што се наоѓа џамијата. Па на крајот, бидејќи имаше имотно-правни односи, тоа се реши на тој начин што сепак Врховниот суд одлучи дека тоа е имот на МПЦ, меѓутоа правејќи го овој проект, ние дојдовме до едно соломонско решение каде што на крајот ќе се конзервира овој објект и на крајот ќе биде галерија. Според Штериов, на тој начин ќе се добие крајно решение за овој објект да добие функција, да се конзервира и реставрира, внатрешно да се уреди и да биде објект што ќе може да го користат сите како културно наследство. Од Националната установа Завод и музеј Штип конкурирале за финансирање од страна на Министерството за култура за реализирање на веќе готовиот проект за објектот да го добие своето значење. За тоа е предвидена голема сума на пари. Целиот тој би коштал негде околу 500.000 евра, меѓутоа ние да одиме како оно се вели чекор по чекор. Значи ако можеме барем надворешно да ја заштитиме, бидејќи таа е навистина во лоша состојба, барем кровот да го заштитиме и надворешно да се затвори, а потоа полека да се довршуваат работите внатре и на крајот да биде тоа галерија. Тој простор стрикно да се користи за концерти и изложби. Изготвено е и идејно решение за уредување и на просторот околу објектот, а Медин Баба текето што се наоѓа во дворот да биде пренаменето, да се задоволат желбите и на христијаните и на муслиманите. Ако може да го направиме како етнолошка поставка, каде што ќе можат сите да ги представиме сите националности во нашата држава и да може да се направи еден параклис каде што ќе можеме и празникот Свети Илија достойно да се почитува, иако сме во можност и ако постојат финансиски средства, јас во тоа идејно решение сакам и да има и споменик на Свети Илија. Меѓутоа тоа е во фаза на идејно решение, ние ќе го презентираме и сакаме да го презентираме и на пошироката јавност, ако дојде на одобрување и ако може да се најдат средства, мислам дека тоа ќе биде еден добар простор каде што ќе можат сите да си го најдат своето место. За овој објект има податоци дека е изграден во втората половина на 16 век. Турскиот патеписец Евлија Челебија пишувал за него уште во далечната 1662 година како џамија на Хусамедин Паша, но поради мислењето дека е изграден на темели на христијанска црква и муслиманите и христијаните го користеле за своји верски обреди. Штериов истакнува дека до 1945 година овој објект бил во функција како џамија, а потоа до 60-тите години на минатиот век се користел како уметничка галерија, пошто бил оставен на завод на времето. Потоа започнуваат имотно-правните односи за до 2006 година да биде доделен на исламската верска заедница. Но големиот број на парцели на таа локација биле причина објектот да се додели на Македонската православна црква. Сепак, директорот на Националната установа Завод и музеј Штип Митко Штериов е на мислење дека е донесено најдоброто решение да биде дел од Штипскиот музеј, да остане како споменик на културата кој што на идните генерации ќе им сведочи за историјата.